Почитувањето на принципите на правда и етика во новинарството ќе бидат меѓу главните заложби на староновиот претседател на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Чадиковски. Тој во интервју за Глас на Америка најавува отворена поддршка и одбрана на новинарите, снимателите и сите во новинарската професија, бидејќи само на тој начин вели ќе се подигне солидарноста меѓу новинарите на повисоко ниво. Неодамна на редовно годишно собрание Чадиковски ја доби до вербата и во наредните 4 години да го води новинарското здружение. После ова собрание кое што се случи, на кое што дојдоа околу 500 новинари, сниматели и фоторепортери, имаме многу голема одговорност пред сите да останеме доследни на сите оние наши заложби со кои што сакаме да кажеме стоп за насилството врз професијата, стоп за нападите врз новинарите, напред за професионализмот во професијата и работата во редакциите. Мора да го издигнеме квалитетот на новинарството на едно повисоко ниво. Она што ЗНМ ќе го понуди за што изборното собрание усвои декларација е основање на фонд за новинарски проекти. Целта е да се зголеми уште повеќе квалитетот на новинарството во земјава. Фонд за новинарски проекти со кои што ќе промовираме проекти кои што ќе значат аналитично, истражувачко, документаристичко новинарство најразличен карактер, кое што ќе биде и за телевизиите, и за радијата, и за весниците, и за онлайн медиумите, што значи дека на еден начин ние ќе се обидеме со овој така наречен фонд за поддршка на професионалното новинарство да го зголемиме квалитетот на новинарските продукти од една страна, а од друга страна да обезбедиме и доволно финансиски средства, односно пари за новинарите, за да може тој труд да биде платен достоинствено. Еден голем дел од овој фонд, вели Чадиковски, мора да биде наменет за локалните и регионални новинари и медиуми, каде што состојбата со новинарството вели е многу потешка. Поради многу причини, кои што сега да не ги набројуваме, нели слабата социјална клима, економските прилики, односно неприлики во внатрешноста, поради тоа што голем дел од рекламите се концентрирани во Скопје и така натаму, и токму поради тоа постои потреба голем значаен дел од овој фонд да биде наменет за теми кои што покриваат локални и регионални сектори. Чадиковски е свесен за проблемите со кои се соочува македонското новинарство во моментот, тешките услови за работа на новинарите и медиумите, ниските плати на медиумските работници, како и притисокот кој доаѓа од разни центри на моќ. Политиката секогаш сакала да има влијание во новинарството, но колку ќе има влијание и дали ќе има влијание, најмногу зависи од нас новинарите. Ако ние не дозволиме тоа влијание да биде значајно и значително, тогаш сме на добар пат. Ако дозволиме, како што се случувало во минатото, политичките партии, функционери, министри, премиери да стават капа и шака врз новинарите и медиумите, тогаш ќе го добиеме резултатот што го имавме, од што последици влечеме и ден денеска. Меѓутоа, ова Сдружение на новинарите на Македонија и во минатото и сега покажува дека не е важно колкави се притисоците врз новинарите, туку колкава е отпорноста да одолееме на тие притисоци. Многу е значено да останеме заедно, обединети и да кажеме не на сите оние што сакаат на некој начин да го подјаремат новинарството во Македонија. Токму поради тоа ние и во програмата за идниот 4-годишен мандат една од целите ни е да го ограничиме она што се вели пиар на политичките партии и владата во начинот на функционирање. Зошто? Затоа што ни ја зимаат работата, а промовираат пропаганда. Тоа не ни треба. А за тоа да се случи е неопходно да се обезбеди финансиска независност на новинарите, обуки и тренинг за млади новинари, како и за новинарите од останатите категории кои имаат желба и потреба да го зголемат квалитетот, додава Чадиковски. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.